Цениме дека е потребно да отвориме една серија од неколку пресконференции на кои што ќе искажеме моменталната состојба која што владее во реалниот сектор, затоа што во соработка со 160 компании со кои што дневно имаме комуникација, тоа се проширува секој ден, добиваме се повеќе алармантни и загрижувачки информации кои покушаваме, се обидуваме да ги обработиме, да ги проследиме до јавниот сектор и на тој начин им помогнеме на компаниите. И Управниот одбор на Стопанската комора на Северна Македонија во четвртокот одржа своја седница, ги констатира овие работи за кои што зборував. Меѓутоа, пораката што ја испраќа до јавноста и до јавниот сектор е тоа дека во вакви моменти искуствата наши покажуваат дека информациите со кои што располага и до кои доаѓа приватниот сектор треба да бидат приоритетни и најзначајни, бидејќи нивното сигнализирање и мерките кои што се преземаат имаат огромно значење во временската димензија во која што се поставени. Значи, просто и едноставно кажано, не можеме да чекаме да видиме статистичките податоци, па тек после тоа да направиме некакви интервенции, него треба да се верува на секторот кој што јасно и гласно ги добива тие во секојдневната комуникација, дека сме во право по ова работа и дека ќе одиме на ваков начин и мислиме дека тоа е правиот пат, е и најновата компаративна анализа што доаѓа од нашиот најголем трговски партнер, Сојузна Република Германија, во која што се кажува од петокот значи, сега, од пред 2 дена, според анализите на Економскиот институт од Минхен, за Институтот за економски истражувања, се очекува да падот на германското стопанство во наредниот период биде околу 15% на база на нивните анализи, поради недостиг на суровини најмногу во автомобилската индустрија, што значи дека почнуваат да се остваруваат нашите прогнози изнесени уште пред 1 месец, дека ако дојде до ваква ситуација кај нашиот трговски партнер најголем, дека последици ќе има и македонското стопанство, и денеска тоа ги има, затоа што дел од тие луѓе се испуштени и седат дома за време на викендите, а и не се работи во сите смени. Денеска тука со мене е компетентен човек, тоа е председателот на Сдруженијето за градежништво и градежни материјали при Стопанската комора, едни од најактивните и уми како човек и тоа здружение. И сега би сакал да го слушнам неговото мислење, бидејќи од она што стигнува како предлози и забелешки од фирмите, некако ова може да се групира во една сериозна целина. Намаленото учество на градежништвото во бруто домашниот производ од 0,5% во последната година и со оглед на бројот на намалени број на вработени во градежништвото кој има тренд на опаѓање во последниве 2 години и над 2000 откази, а во услови на работење во тешка економска, здравствена, а сега по ново и воена криза, што е поважно во услови на работење при ниска реализација на капитални инвестиции и при лошо и споро администрирање на сите тековни проблеми при реализација на тие инвестиции, проблемот со зголемувањето на цените на градежните материјали не може да се изостави и мора да биде решен одма и сега. Импликации од овој проблем имаме во сите сфери. Импликации од овој проблем имаме највеќе и во јавните набавки. Една од импликациите ќе се пројави во тековните јавни набавки и проекти кои се во тек, а кои повеќе години се реализираат, со оглед на фактот дека истите работат во услови на непроменети цени, пропишани во договорите, а онамо каде што имаме пропишано клизна скала, евидентно и констатирано е дека таа не функционира и не ги одразува зголемувањето на цените со реалното зголемување на цените. Втора последица, која исто така голема и не може да се одмине, е последицата која истата причина би ја имплицирала на оние капитални проекти кои се подпишани, евалуирани, но не започнати, со оглед на тоа дека цените од месец во месец се наголемуваат. А трета и најголема импликација е неизвестноста во која што градежништвото во моментов се наоѓа при настап на новите јавни набавки
И проблемот дека условите по кои што се пропишуваат се истите оние услови кои ги имавме пред 1, 2, 5 и 10 години, тоест ги имавме во услови во кои што нормално се живееше и работеше.